Во 1991 година, Република Македонија влезе како социјалистичка држава во состав на СФРЈ. Во Скопје, илјадници граѓани ја дочекаа новата година на плоштадот кој се уште се викаше Маршал Тито. Весникот Нова Македонија објави дека додека граѓаните славеле, печките во железарница работеле цела ноќ на температура од 1600 целзиусови степени. Македонија ги живееше првите часови на една од најбурните години во незината модерна историја. Година на историски дилеми, искушенија и предизвици, година на обиди да се спаси Југословенската федерација и година на незиниот конечен распад. На 8 јануари се одржа конститутивна седница на првото повеќепартиско собрание, во кое најброен е составот на ВМРО-ДПМН со 37 пратеници. Начело на СКМ-ПДП е Петар Гошев. Поголемиот дел од членовите на Сојуз на комунистите, реформските сили, социјалистичката партија не може да се откажат лесно од тоа. Од тие слики. Во секој простор беше поставена Титовата слика. И во собранието, исто така и во владата. Прв Мијалков се смело зеде, тргна од местото кај што беа поставени и почна да ги заменуваат сликите Титови со сликите на Гоце Делчев. Тоа беше еден потврд за новата иконографија на Македонија, односно продолжување на оној борбен вознес за македонско осамостојување од илинденскиот период, од периодот на Гоце Делчев. На 25 јануари, по двекратни одбивања на предлогот на ВМРО-ДПМН, усвоена е Декларацијата за независност и сувереност на Македонија. Со оваа декларација се изразува правото на македонскиот народ на самоопределување, вклучувајќи го и правото на отцепување. Посебно истакнуваме дека изразувањето на суверенитетот на Македонија не е вперено против ничии интереси и не е акт на разбивање на Југославија. Тоа е само израз на нашата желба и потреба Југословенската заедница да се постави врз автентичните конкретни интереси на републиките што ја сочинуваат. Социјалистичка федеративна република Југославија на некаков начин представува заедница на држави. Бејќи правно гледано, пак ќе се надоврзам на сите претходни устави, југословенски и републички до тогаш, републиките беа суверени држави. Повардарскиот митрополит господин Михаил... На 16 јануари СКМ-ПДП го предлага Киро Глигоров за председател на републиката. ВМРО-ДПМН предложи свој кандидат. Мене ми се допадна таа многу идеја да имаме архиепископ за председател и ја прифативме идејата и го дадовме формален предлог. Меѓутоа, мислам дека после му се случи некој пуч на Гошев во партијата, каде што структурите ја одбија таа идеја, практично тоа беше работење против Гошев, затоа што во таа варијанта Гошев требаше да биде премиер. Врз основа на резултатите од гласањето прогласувам дека Киро Глигоров е избран за председател на Социјалистичка република Македонија, бидејќи доби двотретинско мнозинство гласови на сите пратеници во собранието, што е законска одредба. И во самото СДСМ се направи пуч, така што тие ја отфрлија таа идеја и одеднаш тие излегува со идејата Киро Глигоров. Ние нормално во старт не ја прифативме идејата и нели се одеше на едно гласење, Киро Глигоров падна
После беше договорот Киро Глигоров да биде председател, ама ние да дадеме премиер. Изјавувам дека функцијата председател на Социјалистичка република Македонија ќе ја вршам совесно и одговорно, ќе се придржувам на уставот и законите и ќе се борам за заштита на суверенитетот и интегритетот на Социјалистичка република Македонија и Социјалистичка федеративна република Југославија. Киро Глигоров, како председател, не сакаше да прифати премиер. Прво долго време од ВМРО-ДПМН. Притисокот се сврте кон мене. Како сега јас тоа, зар со Љупчо ќе преговарам? Па има 31 пратеник. Или ќе формираат тие влада, не можат сами, или ние ќе формираме влада, не можеме сами. Ајде потоа рече, дајте ми 4 кандидати. Му дадовме 4 кандидати, на кои, да речеме, тие 4 кандидати типувавме на Александар Лепавцев. Мислам дека не беа свесни дека давањето на гласовите значи давање на власт. Јас мислам дека добар дел не беа ни свесни за тоа. Во таа прва експертска влада, начело со Клюсев, апсолутно не се работи за влада, иако таа сенка останала денеска, тоа не беше влада на ВМРО-ДПМН, тоа беше лична влада на господинот Киро Глигоров. На 20 март 1991 година, првото повеќепартиско собрание ја избра новата влада на чело со професор доктор Никола Клюсев. Во водната реч тој ќе нагласи: првата тешка обврска е што побрзо со инфузија да оживее клинички мртвиот организам на нашето стопанство, и тоа потпирајќи се врз сопствените сили. Јас бев ослободен од меѓупартиските договори да се строго придржавам на нив, затоа што имав дискреционо право на председателот на републиката да составам стручна влада. Прифатив да се личности кои се одликуваат со знаење и искуство, да се ослободени од поданичка психологија и покорност, а да не се личности кои ќе предизвикуваат конфликтности во работата. Да действуваат пред се како надпартиски личности и со својата толерантност да овозможуваат да се чуе друго мислење, друго видување. Мојот основен став беше што побрзо да дојде до конституирање на органите. Затоа што разговорите во Југославија беа почнати за тоа што понатаму. На 10 јануари во Белград започна проширена седница на председателството на СФРЈ. Со тоа започна серијата седници, кои понатаму ќе прераснат во така наречен патувачки циркус на 6 републички председатели. Ова што се случуваше во Југославија беше нешто спротивно од она што се случуваше во Европа. Европа се интегрираше, ние решивме да се тепа. Основно оптимиста, песимиста, судбина Југославија. Јас сум увек оптимиста. Позиција Хрватска и Словенија се доста чврста. Самосталност република и могуќ договор о заедничким интересима, савез на основу тога. И позиција Црна Гора и Србија е врло чврста за чврста федерација. А Босна и Херцеговина и Македонија се још увек измеѓу и покушаваат тоа да приближи. Она што Европа ни понуди беше: ќе организираме за вас меѓународна конференција, вие, републиките, договорете се. Како сакате? Сакате да останете заедно? Во ред. Сакате да одите секој на посебен пат? Во ред. Сакате да сочувате некој вид сојуз меѓу себе, за да имате економска соработка, безбедносна и така натаму? Во ред. Ние рековме дека веруваме уште дека имаме можности да ја сочуваме југословенската заедница. Тиражот на српските весници или југословенски весници, меѓутоа најчесто беа српски, во Македонија беше поголем од тиражот на македонските медиуми. Гледаноста, да кажеме, на ТВ Белград или други некои југословенски ТВ куќи беше поголема од гледаноста на нашите медиуми. Така што тој фактор многу влијаеше за свеста за самостојна, независна Македонија, дека можеме сами, дека имаме таков капацитет да пробива помасовно
меѓу граѓанството, нарочно меѓу постариот дел на граѓанството кој беше социализиран во стариот систем. На 28 март во Хрватска се одржа првата средба на председателите на републиките, чија цел беше спасување на СФР Југославија. 4 републики се определуваат за сојуз на суверени држави, односно републики. Тамо се изрази желба и спремности од нас самите да во срок од 2 до 3 недели се презентира тој договор кој би могол да ги означи основните рамки и содржината на идната југословенска заедница, кој ќе сочинува и евентуално ако некој нема да се вклучи во таа заедница, разбира се тога и да се покрене постапка за евентуалното негово издвојување. Ново име, стара партија, нов председател, па затоа и прашањето како новиот председател Бранко Црвенковски ја оценува работата на денешниот 11-ти конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија, партија за демократска преобразба. Па можам да кажам дека денешниот конгрес ги надмина очекувањата и на најголемите оптимисти. На тој конгрес го променивме името дефинитивно, инаку таа беше трансформирана партија. Јас бев незадоволен од тој резултат и јас уште тогаш имав одлука за напуштање всушност на политиката. Во рамките на тоа се разбира се формираше тамо некоја групација која што сакаше да ги превземе работите. Начинот на донесување на собраниски одлуки е практично модел на мнозинска демократија. Тоа значи секој предлог може да биде разгледуван, апсолутно секој предлог, но тој мора да биде гласан. Гласањето се одвиваше првенствено во амбиент или во стилот на надгласување. И то по национална основа. Не се впушта пратениците македонци во многу толкување што барат, туку спротивно гледаа секогаш некоја скриена намера од предлозите на албанците, а и албанците исто така ја губеа поддршката кај македонците, и што значи албанците беа надгласувани, мајоризирани во секое барање кое што строго уставно не им припаѓаше. Оти видите, ако нешто строго уставно не е пропишано, не мора да биде забрането ако е во духот на уставот. Уставното начело е дека не е дозволено само тоа што е забрането. Од тоа време албанците не беа свесни за уништувачката улога на надгласувањето во парламент. Секогаш дискутира пламено, беа гласни, но ништо не се можеше да се промени во однос на статусот на албанците во системот. Тоа беше еден показател дека постои ксенофобија која не може да се реши репресивно како што се обидуваше тогашната влада на Македонија. Пратениците на ПДП и НДП предложија во дневниот ред да влезат измените на Законот за предучилишно и основно образование со предлог на закон, како и на Законот за насоченото образование. За ова немаше мислење од владата, па затоа обновеното барање на албанските партии, како што се рече, објективно не може да се вклучи во дневниот ред. Оваа група, меѓу другото, смета дека пратениците од албанските партии им служат на македонците да изигруваат пред светот демократија. А се слушна дека најавиле заминување од седницата ако не се прифати нивниот предлог. Тоа е нивно право, не треба многу да жалиме, парламентот е демократски, ако тие мислат дека така ќе освои демократијата, среќен им пат. И покрај тоа што Словенија и Хрватска интензивно го подготвуваат својот излез од Југословенската федерација, председателските средби за спас на Југославија продолжуваат. Политичкиот став на Македонија беше дека доколку се издвои и една република од Југославија, дека Македонија ќе тргни исто така по самостојност, бидејќи скратена Југославија би била Србославија. Имаше така една синтагма која што функционираше. Јас не верувам дека македонскиот народ и ние ко република имаме интерес да бидеме во остатокот на федерацијата.
Ние не можеме да затвараме очи пред се тоа што се случува и ние мораме таа држава која сме со декларацијата втемелиле да вршиме сите нужни подготовки за една друга ситуација. Vi niste u toku onda, ljudi moji, pa mi smo s njima u ratu. U ratu s njima. S kim? Sa vojskom. A mi imamo sad naoružani 80.000 za Kalašinkovima. Ко бе војска 64-та година се знаеш од и србите и хрватите не се сака. Уште тогај, без разлика што имаше команди и вика Тито Југославија, они од секогаш биле против. На 2 мај, додека Југославија го празнува Денот на трудот, во Борово село во Хрватска доаѓа до судир меѓу полицијата и вооружени српски единици од составот на ЈНА. Загинуваат 12 специјалци и 3 граѓани. На 4 мај, медиумите низ Југославија објавија дека Југославија е пред граѓанска војна. У 15 сати дошла е единица ЈНА, в чиjem sastavu se nalazilo 7 oklopnih transportera. Njih je policijska jedinica Policijske uprave Osijek propustila kroz svoje redove. Pri ulasku u Borovo selo oklopnog transportera pucala je iznad glava naše policijske jedinice. Policija nije uzvraćala vatru prema vojnim oklopnim transporterima, njihovim posadama i vojnicima. Мене така ми беше паркиран камионот одмah до самата капија и сведок бев на сето тоа што се одвиваше тука. Цел ден конвојот траеше на патов поред магазинот. Значи цел ден да поминуваат тенкови. И се можеш да замислиш која е тоа бројка на тенкови. Што замине за Хрватска. Од кога го испратиме, не се дојде уопште. Се дојде само за свадбата. После ме сципал, правиме свадба за черката и тогаш кажа дека таму не е мирно и се растрчаме да го задржиме тука. Средиме работа за да остане. Меѓутоа, татко му нареди да се врати. Од тогаш стално страхуваме за ситуацијата таму, каква е, шо е. Дето секојаш го слушаме на телефон, се јавуваше и кажуваше шо се случува таму. Таму вика ситуацијата не е добра, се пука. Ни не смееме да излеземе од касарната. И тука се растрчаме ни да си бараме чаре, да го задржиме дето, ако си дојде, виче да не се врате. Купечи 2 пара да ми изпратите, гачи 4 до 5 рала чорапи, мајица и горни алишта, што ги имам дома, што се ги сака он тие. И бара и да му изпратиме. И бидете спремни да ми изпратите цивилка комплетна. Затоа че ви пишам, ако треба, уште еднаш. И се спремале децата више за бегање. Со командата на војно-поморската област во Сплит дознаваме дека во денешните немири во Сплит од огнено оружје загина војникот Сашо Гешовски од Кавадарци, а војникот Тони Стојчев од македонска Каменица е ранет во левото раме, меѓутоа е вон секаква животна опасност и се наоѓа на лекување во Сплитската војна болница. Ги гледам комшиките, сите што се накарши тука на собрани, плачат, каме видоа мене се кријат. Више свана за шо се работи. Ама па вак си викам, барем до дома да си одам. Кад дојду тука пред зграда, народ, сите дома, и ме чека Лета кумата. И јас се прашувам и викам, Лето, може шо се насобрал тука, вие народ? Она вика, шо да ти кажам? Вика, не знам дали слушна вест. На телевизијата кажа, се работа за Сашко. Тоа ги најмногу посакуваше да не е точна вест. Драги Сашко, пријателju, друже и саборче, на крају ти ми, војници и старешине наше единице, можемо речи само едно људско хвала. Нека ти е вечна слава.
Ulici, stani! Pali! Нас не призна војникот Петрич Зоран од Љубљана. Он вика, јас и на кој суд да ме однесете, и пред сите ќе кажам шо видов тука во просторијата и како е Сашко загинат на борбеното возило. Кога пискал Светлан Чонаков, испаднал поручникот Егерич, зел пушката да се ја откача од рамото како е имал и го фанал орозот и зел да пука. Одма кошумите се рекоширани. Од врата, од зидот, да го отепал Сашко. Македончето секогаш гине за туѓи интереси. После убиството на Сашко почнаа многу родители да ги праќат децата или во странство, на кои му се децата војска да ги земат, да ги киднапират, што се вика да ги земат дома, да ги носат, да ги праќат во други градови кај роднини, па и тога и војска, полиција одеше да ги бара. Македонија ја завивме во црно. Во сите градови, Скопје, Гостивар, Кавадарци, Неготино, Штип, Кочанско, жртви се јавуваа. Нашите војници никако не можеа да се вратат од Југословенската народна армија, а државата наша беше практично под окупација на ИНА. Тоа беше најголема војна област во Југословенската народна армија. За време на војните конфликти во Хрватска и Словенија ќе загинат повеќе од 40 војници од Република Македонија. Македонската влада ќе побара селективно и итно враќање на регрутите. На 3 јуни Танјук од Сараево ја објавува платформата Глигоров Изетбеговиќ за решавање на југословенската криза. Платформата предлага заедница на југословенски републики со заеднички пазар, по примерот на Европската заедница. Словенецот Алојс Петерле порачува дека предлогот е прифатлив, но Србија го одбива. Неколку дена подоцна, Милошевиќ ќе ја потврди заложбата сите срби да живеат во една држава. СФРЈ забрзано се движи кон последните денови. Господине председниче, една изјава за телевизију Сараево. Колко још оваквих сусрета до договора? Веројатно док не постигнемо договор. Европа ипак инсистира на единствено решење. Па питање на чему инсистира Европа. Европа инсистира на томе да ми доđemo до демократскog решења. Па може се направити компромис у смислу тражење решења, али nećemo biti spremni ni na kakav kompromis koji ne bi osiguravao interese Hrvatske. Pozivamo sve vlade i parlamente svih država da prihvate i priznaju čin slobodne odluke hrvatskog naroda, čin slobode kojim još jedan narod hoće postati punopravnim članom međunarodne zajednice slobodnog svijeta. Наместо на 26. јуни, одлуките за осамостојување на Словенија и Хрватска се донесени еден ден порано. Сепак, ќе инсистира дека станува збор за раздружување, а не за отцепување. Začenjam skupno sejo vseh zborov Skupščine Republike Slovenije, ki sem jo sklical v skladu z določbami 10. člena Zakona o plebiscitu, o samostojnosti i neodvisnosti Republike Slovenije. Тоа што се случуваше раните 90-ти години, почетокот на 90-тите години со така нареченото осамостојување на Словенија, на Хрватска, на Македонија, тоа не беше отцепување, туку тоа едноставно беше само акт на суверена волја, на суверени држави да си ги повратат назад суверените права кои ги имаа пренесено на Федерацијата. German support for Croatian separatists received an unusual tribute, a musical thank you on Croatian state television. Danke Deutschland, meine Seele brennt. Danke Deutschland, das Liebe schenkt. Да речеме, во средбите со Геншер, што ги имавме со председателот Глигор, се гледаше апсолутна негова незаинтересираност за Германија за судбината на Македонија. Во нивен интерес беше тие заедно со Австрија имаа интерес да се признае Словенија и Хрватска и тие го следеа тој свој интерес
konsekventno. Francija, некои традиционални врски имаше со Србија, застана некако за Србија, па се обидуваа некако да ги одоброволат. Ние имавме сериозни проблеми. Еден ден после одлуката за осамостојување на Словенија, почнува првата од серијата војни, кои во наредните 10 години ќе беснеат на просторот на поранешна Југославија. Словенците мислам дека сакаат да покажат дека се подготвени со насилни средства, со вооружен конфликт да се изборат за осамостојување кога веќе пропаднаа сите обиди да се зачува демократскиот карактер на Југославија и равноправните односи меѓу републиките. Таа војна изгледа беше потребна. Бојан Чосибиновски загине на 27 јули при доставување леп со хеликоптер на Југословенското воено воздухопловство на припадниците на Југословенската народна армија во Словенија. Не собраа целата единица што беше и не однесоа во еден магазин каде што цела вечер истоварам, односно не истоваравме на едно брдо како пола од водно да беше и истоваравме целата таа воена опрема таму. И тука веќе ми беше јасно дека нешто ќе се случи. Значи се спрема некаква војна. Не ни кажа кај одиме, не ни кажа само узбуна. И бевме спремни под полна ратна опрема и не слетавме на некој аеродром. После ни кажа дека сме во Церклја, во Словенија. Има некои половични информации дека некои ловци се збираат. Јас се најдов баш на таа историја позиција таму кај што директно пред мене почна да пука. Пред мене едно 5-6 метра удри граната и ме покри со земја. Од мир одеднаш сваќаш дека си во војна и дека некој пука по тебе за да те убие. Кој ќе стигне, пример, млада војска и први се тие што гинат. И има една работа зошто е тоа така. Дека ако си на воено поле, ако мислиш дека си жив, тогаш ќе умреш. Значи ти треба да се простиш од све што можеш да се простиш. И тогаш ќе бидеш многу подобар војник, пошто тогаш поубаво функционираш. Значи нема ни страв, нема ништо, има чиста глава. И тогаш чисто ги гледаш работите и ја мислам дека таа вечер така прв пат умрем. Не знате ko puca? Pucaju terturacije, koji drugi. A znate li zbog čega se vodi ova ratova bitka? Otko znam, znam, ovi u kraja kužu tu, ovi kao hoće da se odcijepljuju, a mi kao ne damo. Ние во самата единица имавме словенци. Во почетокот официрите ги ставаа напред ги ставаа. Го форсираа тоа да бидат напред и додека еден рече па ја неќам више да видам така зема пиштол пуп во нога. И си ја погоди мускулот, го видел во стационар таму ранет, си отиде. Меѓу војската регуларна на ЈНА имаше луѓе со како од филмовите на времето што сме ги гледале со бради и шубари со кокарди. И тука малце ми беше нејасно дали припаѓаат тие на ЈНА или се некоја пара војска што е донесена тука за да војува со некој. А со кој уште не знаевме. Имаше луѓе кај нас кои што се декларираа дека се четници, имаше некои што се декларираа дека се усташи. Значи има такви работи, ама сепак се заедно и пак одат против некое заедничко зло. Се осеќаше дека секој македонец што е отиден таму на ослужување на воен рок не припаѓа на таа војска веќе и треба да се врати назад. Како гледате на нека залагања да војници македонци војни рок служе на подручју Републике Македонија?
Јас принципијално не се сложувам со овие ставови, нити на поедини партии, нити на поедини функционери. Одбраната ја гледам интегративно на просторот на Југославија, према тоа војниците треба да се најдуваат на целиот простор на Југославија, онака како и досега што беше, ако сакаме да го чуваме интегритетот и суверенитетот на нашата Југославија. Се почесто и почесто доваѓа загинати војници од сите националности, македонци, албанци, турци, роми. Тогашниот министар за внатрешни работи Јордан Мијалков и јас како подсекретар во Министерството за одбрана, заедно со премиерот Клюсев и председателот Глигоров, бевме во една тешка ситуација како пред овој македонски народ ќе се објаснуваат гинењето на нашите војници. За чии цели? За чии интереси гинуваа? Чии говори се читаа си погинал за татковината. За која татковина нашите војници гинеа во Вуковар? Имаше преговори меѓу нашава влада и представници на ЈНА. Тогаш беше еден од тие иницијатори за да се повлече војската од македонска, од Словенија према Македонија, Измејковски, што организираше со автобуси, организирано беше сето тоа, за да и он ги куражеше, фактички нашата војска ја куражеше за да бегаат од касарниве, пошто во тој период во Словенија имаше прифатни центри кај што ја прифаќаа нашава војска. Ако веќе има организирано да се тргне тоа, да се тргне до вечери, до Савајле, да не паѓа други жртви, нашите деца. Во едно планинско село во источниот дел на Македонија, мајката на загинатиот војник не можеше да свати да се сохране синот, а да не го види. Инсистираше да се отвори ковчегот, за последен пат да го види својот син. После подолго нечкање на луѓето од армијата, мораше да се отвори ковчегот. И кога се отвори ковчегот, кога виде мајката дека тоа не е нејзиниот син, кога пушти еден крик кој денес ми звоне во ушите. Тоа беше страшна трагедија, страшна непријатна ситуација. Го сакам за 24 сата, за да ми се снајде детето, дали жив, дали мртв, да знам мајка си. Таму на тој фронт им треба многу војници, бидејќи се јавуваа многу жаришта кои мора да се покриваат. А армијата се празнеше. Прво, словенците си одеа, па хрватите, па од Босна, па си одеа албанците и така натаму. Останаме ние македонците, србите и црногорците. Армијата не беше способна веќе да интервенира на таков начин. За да ги затвори тие огневи дупки, таа мораше од овде да носи единици таму. Председателот Киро Глигоров да ни ја каже вистината, дали беше подпишан договор со командантот на Третата армијска област за неиспраќањето на македонските регрути надвор од републиката и за повлекување на македонските војници во матичните единици. За одењето на овие наши деца не бевме званично информирани, сокриено тоа од нас. Второ, договорот што го беме направиле со Трета војна област, а со согласност од Генералштабот, се прекрши и ги испратија децата, иако беше договорено дека они можат да служат војска само во Македонија. Јавното повикување на војните обврзници да не се одзиват на поканите за мобилизација војниците на ЈНА, односно да се јавуваат само во Министерството за внатрешни работи, а не во ЈНА и во ТЕО, е противправен и потполно ирационален акт. Мислам дека со добри објаснувања на родителите, оваа ситуација ќе биде сватена и ќе биде надминат овој проблем во Република Македонија. После некое време мајка ми некако дознала кај се наоѓам, ми се јави по телефон, ми викаат некој те бара по телефон. И као одам да се јавам и тука емотивно дека сум жив и тие работи. И ми кажа, ја ќе дојдам. Како ќе дојдеш? Викам, сиди, не ќе дојдам. И после некој ден доаѓа и да се видиме на капија, а ние наоружени до заби, пошто не се делев од оружје тогаш. И мајка ми вика, ајде, пакувај се, да одиме, вика, носам цивилка, вика, ќе те ставиме кола, ќе идеш. И викам, не можам,
Ти си ненормална, не можам јас да отидам. Вика, зашто? Па викам, ако јас отидам, тој до мене може да погине. Заради тоа што јас ќе отидам. Значи, јас го чувам него, јас очекувам и он мене да ме чува така. Проблемот околу собирањето на сите наши војни старешини, кои што тие не беа концентрирани на едно место, него беа растурени, од нив имаше, кои вие што сите видовте кој од кај се дојдени, дека имаше по кризните подрачја, па така што ние мораме напори да направиме на кој начин да ги извлечеме од тие кризни подрачја кај што се војува. Границите беа сите затворени. Секоја вечер се бегаше. И им викам на дечкиве, вечер рачунајте ќе бегам. Значи немавме комуникација ни воздушна, со брод да одиме треба да стигнеме до Црна Гора. Од Црна Гора пак треба да низ Црна Гора да поминеме и низ Србија. Овој представников за човекови права ни предложи, вика, едини начин, вика, да ве однесеме во Италија, ама таму требаше да се чека период, подолг период, додека да се организира од таму авионски да се дојде во Скопје. Ама и да дојдеме авионски до Скопје, аеродромов е пак на JNA. Се уште си функционираше воениот аеродром, Петровец. И како сега да го изведеме сето тоа, и он мисли, вика автобус. Автобус, вика. Кој е автобус? Па вика од Лјубљана има, вика, во целата таа збрка, едини автобус, едина компанија што се обраќа Словенија, Македонија, односно Лјубљана, Скопје е Ниш Експрес, пак српски автобус. Автобуска станица беше преполна со војна полиција. Значи чекаа само такви сумљиви што им изгледаат на војници, ама облечени во цивил. А ние се препознававме. Застанавме пауза, правевме на српско-хрватска граница. И тој сопатникот што беше позади мене седеше, ми се обраќа, ми вика, да не сте избегале од војска. Тие, викам, зар толку се препознаваме ние дека избегани сме од војска? Командата на Третата војна област смета дека овие војни обврзници од Крива Паланка го користат одморот до 20 јули и дека на 20 јули ќе се вратат во својата единица како е то предвидено. Воспротивно, предпоставувам дека секој лично ја прима на себе одговорноста која ја има. Армијата почна да оди по домовите, да ги собира војниците, да ги собира резервистите по организациите. И еден случај имаше од Крива Паланка, ги собрале една група резервисти, ги донеле во Куманово, кога слушна премиерот Клюсев и Јордан Јалков, заминаа веднаш во Куманово. Таму можеше да стане еден сериозен инцидент, да станат и жртви. Не сакат луѓето да одат да гинат на туѓа територија за туѓи интереси. За тоа беше информиран мојот сопруг од службите и без страф беше смел. Влегуваше во ризици заедно со неговиот вечен придружник Мјалков. Одлучија да се упатат таму на лице место и да им дадат поддршка на нашите војничињата што се наоѓаа во логорот. Влегоа во редовите на војниците и им се обрати Никола. Синови македонски, нема да дозволиме да одите надвор од татковината. Ја, например, бев на некој начин сведок војната кога заврши. Цивили направиле барикади со возила, со камиони, со се, да не помине војската. Видов тој авионот која пролета баш и одеднаш се виде пламен и овој со напал, джитнал напал на целата колона, ја запалил и тогаш престана војната. По 10-дневната војна, Словенија се излече од војната криза, но жариштето со цела жестина се префрла во Хрватска. Српско-хрватската војна во Хрватска не може да ја контролира никој. И доколку таа се развие во она што е сега само почеток, се уште нема да остане на просторот на Хрватска, бидејќи српско-хрватската војна ќе се пресели меѓу србите и хрватите во Босна и Херцеговина. Тука е елементот на муслиманскиот народ,
Човек не може да биде нереален и да не оцени дека внесувањето и на тој елемент ќе роди нови жаришта и нови воени простори во Југославија, Косово, Санџак, други некои простори, така да би се претворила сета таа војна во неконтролирана, воопшта војна. Да не зборувам дека не е возможно да се претпостави дека ќе останат мирни соседите околу нас од бројни причини, историски, традиционални, актуелни, национални, стратешки и така натаму. Дори и состојбите во Словенија покажаа сериозни пукнатини во европското единство и таа смисла е овој судир со потенцијал да го турне целиот континент во немир и во нестабилност. На 3 август, председателството на СФРЈ донесе одлука за неодложен прекин на огнот во Хрватска, но наредните денови ќе покажат дека од тоа нема да има ништо. Српско-хрватскиот конфликт кулминира во есента, со опсадата на пограничниот град Вуковар. Во текот на 3 месеци, Вуковар станува мета на повеќе од 1 милион гранати и гробница на 3000 жртви. Со материјални штети од 2,5 милиарди долари и 20.000 бездомни, Вуковар ќе стане првиот европски град после Втората светска војна кој е потполно уништен. Тоа беше скапа победа на ЈНА, која беше клучна за меѓународна поддршка на Хрватска и почетокот на јавната осуда на српската политика. После Вуковар, ЈНА ќе биде конечно деградирана, а Србија ќе биде секогаш виновна за се. Колико најновија заоштравање у Босни и Херцеговини допринос, односно отежава и ваш наступ по овим разговори? Pa ja mislim da malo i otežavaju i ujačavaju moj položaj, jer se protresa narod i građani, pomalo se polarizuje mišljenje, svijet dolazi do svijesti o nekim pitanjima i tako dalje. Malo je bio uspavan svijet, ovi događaji mogu pojačati malo poziciju. Pa ja mislim da čak i razlaz može da bude sporazum. Ipak mi smo u Crnoj Gori kao najveću vrijednost rekli miran i demokratski rasplet jugoslavenske krize. Ne treba biti prevelik optimista, ali ipak realan. Jeste nešto veći optimist? U pogledu na vreme jesam. Posle kiše uvijek sunce. Nadam se da ćemo napraviti jedan korak dalje. Hvala. Hvala. Доколку во понеделник Охрид веднаш на почетокот не ја пружи гаранцијата на сите републики дека се без алтернатива преговорите и дека не може да дојде во предвид употреба на сила од било која република против било кого во Југославија, Македонија ќе смета дека одлуката за повлекување на армискиот состав од Словенија се применува автоматски на Македонија. Počinjem da vjerujem u one, znate, Hegelove stavove o duhu, znate, koji hoda svijetom, znate, i sad je nad Evropom i tamo je razuman, racionalan svijet, tamo se čini. Ovdje jednostavno je odsustvo tog duha, ovdje je jednostavno vlada iracionalizam potpuni. Jednostavno ne možete da razumijete sagovornika, ne možete da razumijete njegove motive, ne možete da shvatite kako on ne vidi neke stvari koje vi vidite vrlo jasno. Mučno, teško, pa i danas smo ipak neka pitanja razjasnili, ali nažalost ne može se kazati da smo otišli od poznatih stajališta, da smo se u biti približili. U osnovi toga je ipak spremnost i sposobnost da se rješenje nacionalnog pitanja vidi van formule jedan narod, jedna država. Danas ne mogu da kažem da smo imali neke velike rezultate. Kažu, zašto pregovarate? Pa bolji su i neefikasni pregovori nego efikasan sukob, borba, rat efikasan, znate. Kad izbirate između toga je li bolje pregovarati na neefikasan način ili je bolje se efikasno tući, onda vam se čini da je bolje neefikasno pregovarati i odlagati tu tuču koliko se god može. Koji su principijelните stanovništva na Makedoniji od koji nema odstupanja? Ona ne može da odstapi deka ima sopstvena država. Neka ta država je suverena država. Ne može da odstapi od stava deka granicite natravo Jugoslavije ne može da se menuvat. Ne može da odstapi od toga deka referendumot mora da vide rezultat na glasanje to na građanite, na opštото demokratsko pravo. Znači stravot od jedna strana da ne se proizvede konflikt
и ова задршка во главите на некој од тогашните луѓе што одлучуваа, мислам дека придонесува Македонија побавно да превзема чекори. Некој тоа го квалификува како мудрост, некој како задоцнување. На 4 септември 1991 година постои така наречен предлог договор за излез од југословенската криза кој што го предложи и изработи Сојузното собрание на Југославија, председателството на Југославија, на кое што состав или седница беа присутни и председателите на републиките, југословенските републики, и на 4 септември имаме идеи како да обстане Југославија, а ги знаеме фактите дека на 8 септември, 4 дена после тоа, Република Македонија имаше референдум за самостојност. Materstator da vidite nimi načine na tenji, na Macedoniji organizua referendumi për Macedoninë e pavarur. Është interesant të potencohet një moment se në këtë referendum shqiptarët nuk morën pjesë, mos them se e bojkotuan referendumin, mirë po nuk morën pjesë dhe eventualisht, domethënë, për ta ruajtur të drejtën, sipas mendimit tim, për ta ruajtur të drejtën që të dalin ose të mbajnë ndonjë referendum të tyre që do ndodh pak më vonë. Во белградските, софиските и атинските медиуми се појавуваат сериозни предупредувања за последиците од македонското самостојување. На северната грчка граница почнува голема војна вежба под името Филипос, а грчкиот министер Самарас во Белград изјавува дека Грција никогаш нема да ја признае Македонија под незиното уставно име. И покрај тоа, 96% од избирачите се изјаснуваат позитивно. Носталгичарите по Југославија веруваат дека референдумот че не ќе успее и ќе настане немир. И голем дел од тогаш председателот на собранието избега во Солун. Другите раководители никаде ги немаше. И пред да излезе од домот, се обрати на председателот тогаш на Македонија. Дојдете, председателот, одиме сите на площадот. И го повика. Дојдете, инсистираше. Одиме на площадот, одиме на бината, ќе прогласиме независна Македонија. Дозволете вечерва да ви честитам на вас сите и на сите граѓани и граѓанки на Македонија. Слободна, суверена и самостојна Македонија. Фршковски дојде и рече, ајде да правиме устав, за 6 месеци треба да го направиме. Ние тројцата во карабина една, со една адаптирана соба во дворот на Лазе Китановски, почнувајќи од декември месец до 30 април го направивме уставот на Република Македонија, работниот текст. Председателот Киро Глигоров на 6 мај, екс официо по службена должност, согласно со уставот, дава предлог за донесување на нов устав. На тој начин, практично, тој ја почнува процедурата. Тој негов предлог оди на собрание. Собранието гласа за потреба од донесување на нов устав и на тој начин тргнува процедурата. Се прогласува Уставот на Република Македонија, што го усвои Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 17 ноември 1991 година.
faktori shqiptar gjatë kësaj periude që veprante përmes dy partive politike dhe përfaqësuesve të tyre të zgjedhur në Parlamentin e Maqedonisë, nuk morën pjesë në aprovimin e kushtetutës, mirë po, sipas mendimit tim, ato qëndruan në sallën e parlamentit edhe përkundër vendimit që patën nga kryesitë e partive për ta lëshuar parlamentin. Ние още от почетокот инсистиравме на некои прашања да стварно изнајдеме заеднички јазик. Меѓутоа, и сами бевте присутни, јавноста беше имаше можност да гледа дека во некои прашања крајно се разотидовме. Ако се развие понатаму дух на толеранција, со што баш последните денови не можеме да се гордееме од отделни дискусии, но тоа да се заборави, би сакал, а да за напред гледаме дека сожителството е нешто без што ова држава не може да обстане, не може да биде стабилна. Тоа не се предавници на својата националност, но се под еден голем притисок на екстремни сваќања. Во тој устав се пренесени рестрикциите од 1989 година, кој ги укина некои битни права на албанците. Пренесување на таквата логика створи голем сомнеж за еднината на албанците и тие почнаа да се однесуваат на еден одбивен начин, бидејќи се работеше за сомнеж. Концептот на уставот сам по себе не можеше во формално правна смисла да биде генератор на меѓуетнички тензии. Меѓутоа, морам да кажам дека навиката на користењето на уставните можности беше под еден силен притисок на еден националистички талас, кој што ја имаше фатено исто така, конзервативен, например, во таа смисла и македонската политичка средина, и тоа почнувајќи од распадот на Југославија. Југославската народна армија се најде во еден хаос, во еден распад. Одлучивме да напишеме одлука со која владата го задолжува Министерството за внатрешни работи и министерот да се одземе евиденцијата. Тоа беше делување кое што мораше да им се помати математиката на тие служби на КОС, на УДБА и Словенска тогаш, а што би ги поматило највише ако им одземеш документацијата. И таа акција се направи во строга тајност и успеаме за прв пат да спречиме на некој начин таквото присилно регрутирање. А паралелно за да ги немат податоците да ги собират луѓето, мораше да се подигне цела документација да отиде во непознат правец и да им се отсечат на некој начин главните артерии за делување на југословенските служби од овој аспект. И тоа се случи под раководство нормално на премиерот Никола Клюсев, Јордан Мијалков, Павле Трајанов, Слободан Богоевски, тоа и беше Хаджи Санков и нормално со одредена друга структура на луѓе кои што беа во специјалните единици, кои што беа лојални на веќе ново поставените власти во Република Македонија. Разбира се, наредниот ден, кога се слушна дека внатрешни работи и полицијата е земала евиденција, командата на третата војна област и КОС осети дека е надморен и жестоко реагирале кај председателот Глегоров, но некои посебни акции и последици по сите учесници немавме. Нигде немаше инциденти при изимањето на евиденцијата. Сите потврдија дека тоа е безпрекорно извршена обврска, али тоа не е било никакво претење, како што се биле со грубо, со сила, упајање и така. Само збор како упајање? Тоа не се биле силиџиски некои луѓе, тоа се биле службени лица на владата. И впрочем, какво е тоа упајање? Во Министерството за народна одбрана или некој пуч во Министерството на народна одбрана? Чие е тоа министерство? Министерство на оваа влада. Ова влада си решава своите проблеми. Тука нема никакви бојазности да истрахување на тој домен, да некој вршил грубо некој или насилно взимање. Тоа е наше богатство. Ние сме го доброволе 40 и толку години, па кој ни дава квалификации да се вршило упајање во некои органи? Тоа се наши службеници, платени службеници на нашето министерство, на оваа влада.
Што има Југославенската армија или трета команда да не нас држи лекции за таа работа? После известно време Собранието на Република Македонија донесе официјален закон со кој се кажа дека Република Македонија повише нема да партиципира со војници во Југославенската народна армија. Со законот за измени на законот за внатрешни работи, всушност се врши усогласување на уставните амандмани на Македонија и на законот за органите на управа. Со што се обезбедува правна основа за функционирањето на Министерството за внатрешни работи во времето на действување и функционирање на вишепартиски систем, со што се елиминира и влијанието на поединци или група за влијание на органот за Министерството за внатрешни работи. Во таа кобна 1991 година, особено во месеците септември, октомври и декември, се одвиваа интересни собитија на политичката сцена во Република на Македонија. За изненадување, вместо Јордан Мијалков да биде на сите медиуми пофалуван за извршената негова акција, се јавија темни облаци кои во месец октомври, за изненадување на Јордан и на сите нас, во Собранието на Република Македонија се поднесе интерпелација од страна на СКМ-ПДП. На 19 декември на југот на Србија се случи сообраќајна несреќа, во која загина министерот за внатрешни работи Јордан Мијалков. Несреќата се случи на автопатот за Белград, каде што Мијалков имаше закажано средба со сојузниот министер за внатрешни работи, генералот Петар Грачанин, човекот кој 10-дневната војна во Словенија ја преседа на Љубљанскиот аеродром. Отидов во кабинетот на Јордан. Кога влегов внатре, го затекнав министерот Ѓорги Наумов за правда, кој седеше на фотеља и плачеше. Ѓорги, што е работата? Вика, Јордан загина. Го загубивме во овие моменти кога сите ние заедно сме на пат да го заокружиме конституирањето на нашата македонска држава и практично да го спроведеме процесот на оформувањето на неговиот правен, политички и стопански систем и процесот на општествениот и економскиот развој на Република Македонија. Тоа беше и негово залагање и животна цел. Не напушти сосем неочекувано токму во денот на тоа официјално потврдување на нашата решеност да издействуваме полна независност на Република Македонија во моментот кога историјата ја пишуваше завршната страница од една долговековна борба на еден поробен, поделен и истрадан, но горд и храбар народ, во мигот кога ни се отвораат портите на Европа и се готви македонскиот јарбол пред зградата на Обединетите нации. Падна на постот како секој верен воин и чесен патриот. Причините за неговата ненадејна смрт за нас сите останува се уште мистерија. Најави за ликвидација. Прва ликвидација на премиерот, а најави имаше дури и за ликвидација на повеќе членови од владата. Право да кажам, ја очекувам, не само за него, очекувам и за многу други луѓе да се понесат, да се поведат такви инсценирани собраќајки, убиства, самоубиства и така натаму во тој период. Генералите, замениците генерали на Југословенската армија јавно најавуваат дека треба да бидат ликвидирани заради од сецесионистичката одлука на македонската влада за отцепување од Југославија. На седницата, одржана на 19 декември 1991 година, донесе декларација за меѓународно признавање на Република Македонија како суверена и независна држава.
Собранието на Република Македонија го повикува председателот на Републиката и ја задолжува владата во согласност со новите уставни овластувања да ги преземат сите мерки и активности што произлегуваат од оваа декларација. Собрание на Република Македонија. Крајот на декември да се испратија писмо до сите шефови на влади и држави. Мислам дека тоа околу 20 декември беше, 1991 година, во кое писмо се бареше признавање на Македонија и истиот тој допис беше испратен до Комисијата за Југославија на Европската Унија, со која председаваше лорд Карингтон и се разбира генералниот секретар Кофи Анан исто така го доби тоа писмо, меѓутоа според обичајот и според функциите на Комисијата за бивша Југославија, на работата беше дека прво треба да не признае Европската Унија и незините членки за да се обратиме потоа на Обединетите нации. И добро е што останаме тихи, мирни, што Македонија си формира држава без крв, без да даде човечки животи, без да се урива и таа економија што имаме, без да се трошат финансии и така натаму. Мислам, имам 39 години и сте ви кога ќе биде и секако проаѓа тоа ќе биде. И се сеќаваш ли на Анте Марковиќ, па викам, се плукнам и тоа го утнав. И, знаеш, како, нели има изгубена генерација, има генерација X. Мислам дека ова, мојата генерација е генерација помеѓу. Резултатот по референдумот беше 1-0 за нас. А сега по уставот е 3-0 за нас службено. Што значи и се ни успеа. Од сега навеки нова тактика. Чима фанаме топката право аут. А треба и ча издушиме. Од сега натки само пи вода ладна, кркај пицики и фуфо и слушај го најголемиот хит македонски. Послушајте, европјани, да ви кажам словото, на референдум сум гласало, јас за Македонија, независна, суверена, за Европа кода е мерена, самостојна и слободна е Македонија. Слушни моја бивша мајко, мајко Југославијо, устав јаде си донесов, кон Европа заминав. Независна, суверена, за Европа кода е мерена, самостојна и слободна е Македонија.